Почитувани гледачи, добар ден. Гледате уште едно издание на емисијата Ваш пратеник. Во Собраниското ТВ студио денеска е гостинка пратеничката Ангелинка Петкова. Добре дојдовте во Собраниското студио. Добре ве најдов. Благодарам најпрво на поканата да бидам гостин на Собранискиот канал и да се представам еден дел од мојот приватен живот пред граѓаните на Република Македонија. По професија сте дипломиран социолог. Долги години пред да станете пратеник работевте во Центарот за социјални работи во Гевгелија. Да се навратиме на вашите почетоци. Дали мислевте дека некогаш ќе се занимавате со политика, дека ќе станете пратеник и дали политиката ве интересираше во младоста, во средношколските и во студентските денови? Искрена да бидам, како млада не помислував да се занимавам со политика, најмалку во моите средношколски години. Меѓутоа не жалам заради тоа што се вклучив подосна во политиката, затоа што како пратеник на еден поинаков начин можам да им помогнам на ранливата група на граѓани со кои се занимавав и работев на моето претходно работно место. Како што ви реков и претходно, работев во Центар за социјална работа во Гевгелија, извршував една благородна функција. Човек да работи во Центар за социјална работа навистина треба да си ја сака работата и да сака да помага на луѓето, затоа што луѓето во Центарот за социјална работа доаѓаат пред се од потреба од барање на помош, имаат пред се проблеми, здравствени проблеми, лица со инвалидитет, лица со оштетен слух и говор, лица со попреченост, значи доаѓаат лица кои имаат потреба едноставно од помош. Да се работи во центарот е навистина голема работа, затоа што не секој и благородна работа, да кажам, затоа што никој од нас не знаеме во текот на животот каде ќе не однесе животот. Убаво е сепак да се помогне на оваа група на граѓани, затоа што запознав многу лица кои поминале низ тежок период од својот живот, а сепак на крајот излегле како вистински борци со надминување на проблемите со кои се соочиле. До ден денес се среќавам со овие луѓе кои се заблагодаруваат на советот кој што сум им го дала, еве во моментот кога тоа им било најпотребно. Текнувате од Гевгелија, таму сте родена, таму живеете. Гевгелија некако важи за еден од најтоплите краеви во нашата држава. Такви се и луѓето, ги негувате традициите, обичаите, ги славите нашите празници. Колку тоа ви помогна да се изградите како личност? Дали семејството, традицијата, секако и местото на живење? Нормално, и можам да кажам дека родена сум во еден од најубавите градови на југот од нашата држава, во Гевгелија. Поточно родом сум од село Пардејци, кое е 6 километри пред Гевгелија, едно прекрасно селце, сместено помеѓу автопатот Е75 и железничката линија. До мојата 28 годишна возраст живее во ова населено место, кое навистина е атрактивно, посебно во последните 10-15 години, кога почнаа да се отвараат фабрики, имаме конзервна фабрика, фабрика за отварање за изградба на пластични цевки за вода и канализација, имаме прекрасен ресторан за свадби и можам да кажам дека во тек се изградба на нови објекти од најразлична примена. Инаку растев во семејство на прекрасни луѓе, да кажам, земјоделци. Моето семејство се занимаваше со земјоделие. Меѓутоа држевме и продавница за прехрана. Се почитуваше зборот на родителите. Благодарна сум на моите родители кои ме воспитаа во духот на принципиелност, работа, труд, честност, почит кон постарите луѓе. Секако дека тоа што сум го постигнала еве досега, сум благодарна и на мојот сопруг Тони и моите деца Мартин и Илија, кои се веќе возрастни мажи. До пред 3 години семејството ми се прошири, добив сна Михаела за мојот помлад син Илија.
И добивме две прекрасни внучиња, Матео, 2,5 години, и Ангела, 7 месеци. Секако дека, иако мојата работа се наоѓа тука, да кажам, во Скопје веќе 5-та година поред, сепак наоѓам време да го соберам семејството, да седнеме сите заедно. Сакам во слободното време да сготвам нешто убаво и сите заедно седнеме да ги соберам. Тоа ми е и причина да ги соберам членовите од моето семејство, па да уживаме сите заедно во заедничкиот ручек или вечера. Мислам дека и ова моја особина е наследена од мојот дедо по татко Лазар, кој беше професионален кувар, а исто така и мојот брат Горан е професионален и прекрасен кувар, кој што се занимава и со аранжирање, што денес многу се цени, ете и јас учам нешто од него. Спомнавме дел од вашите пасии, како го поминувате слободното време. Спомнавме дека пред да бидете пратеничка, 20 години работевте во Центарот за социјална работа во Гевгелија. Колку тоа ви помогна, тоа искуство таму ви помогна за работата во собранието како пратеник? Секако дека работата во Центарот за социјална работа ми помогна многу, затоа што не е малку времето посветено на ова работно место. Како што реков и претходно, работев со лица со попреченост, значи луѓе кои имаат проблеми, лица со оштетен слух и говор, со оштетен вид. Овие лица исто така до ден денес ги среќавам. Исто така имам и контакти со здруженијата кои ги застапуваат интересите на оваа група на граѓани. Така што работата со овие лица ми помогна по тоа што јас ги знам веќе нивните потреби и нивните барања, па така како пратеник настојувам и да ги изменам, да предложам измени на законските решенија со цел подобрување на животот на оваа група на граѓани. Како доказ за тоа, не само во претходниот мандат, еве и сега во последниот месец во јули, со ребалансот издействував како лице, како пратеник заедно со моите колеги од Комисијата за социјална политика, демографија и млади, да поднесеме амандман кој беше одобрен од страна на Министерството за финансии, со кој баравме 50 милиони денари за покачување на правото на посебен додаток и правото на попреченост, со што ќе бидат опфатени сите категории и сите возрастни групи на лица со попреченост, со што во наредниот период ќе очекуваат оваа група покачување на нивните права со цел подобрување на нивната финансиска положба. Членувате во неколку работни тела кои работат во склоп на собранието. Зашто најчесто дебатирате и зашто најмногу се залагате во вашата работа како пратеник? Точно, член сум на Комисијата за демографија и млади. Членувам во оваа комисија и во оваа комисија најмногу се дебатира за законите за семејство, за детска и социјална заштита, закони кои се однесуваат за лицата со попреченост, како што реков, за инвалидните лица, лица со оштетен слух и говор и со оштетен вид. Преку оваа комисија дебатираме и сакаме да ги промениме законите со цел подобрување на законските решенија и подобрување на животот на оваа група на граѓани. Исто така сум заменик координатор на интерпартиската парламентарна група, која е неформална група овде во собранието и ги координира пратеничките групи и иницира средби помеѓу ИПП групата и здруженијата кои се занимаваат за потребите на оваа група на граѓани. Сакам исто така да истакнам дека во претходниот мандат, во претходниот собраниски состав, учествував и посетував знаковен јазик. Се здобив со трет степен на добивање на сертификат за познавање на знаковниот јазик.
Ова ми овозможи да запознаам голема група на лица кои што имаат оштетен слух и говор и одблиску да се запознаам со проблемите кои ги имаат лицата со оштетен слух и говор во институциите и претежно во државата. Тоа ми дава можност како пратеник во наредниот период да се залагам и да овозможам подобрување на законите кои се однесуваат на оваа група на луѓе. Како пратеник кој доаѓа од Гевгелија, верувам дека не само во петок, секое слободно време го користите да одите таму каде што живеете и често се среќавате со гевгеличани. Што најчесто ви кажуваат и каква помош бараат од вас? Точно, средбите со граѓаните од мојата општина Гевгелија обично се петок, но секој слободен момент јас го поминувам со моите граѓани. Секој граѓанин кој барал средба со мене, тоа се остварува. Нивните тие пред се сакат да бидат ислушани и да си ги кажат своите проблеми. Нивните проблеми се од најразлична природа, да кажам, проблеми во институциите, стамбени проблеми, здравствени проблеми, проблеми околу канализација, асфалтирање на уличка или од најразлична природа со која нормално настојувам да реагирам и дел од тие нивни потреби да бидат решени. До крајот на вашиот мандат во овој пратенички состав со мандат од 2024 до 2028 година остануваат речиси уште 2,5 години. Кога би сакале да издвоите една заложба или некој ваш предлог по кој што ќе ве паметат граѓаните од вашата изборна единица, што би било тоа? Како најголеми потреби за моите граѓани од мојата општина и пошто би сакала да останам запаметена до крајот на мандатот, ќе издвојам 2 капитални проекти за општина Гевгелија кои се надевам дека до крајот на мандатот ќе бидат завршени, реализирани. Тоа се реконструкција на регионалниот пат Гевгелија-Новоконско и реконструкција на регионалниот пат Пардејци-Смоквица. Гевгелија како град е посетуван од многу граѓани, од многу луѓе, туристи, не само од нашата земја, туку и од соседните држави, дури и од другите останати европски држави, заради што располагаме со многу туристички места, посебно на планината Кожув. Имаме туристичко место ски центарот Кожув, смрдлива вода. Со изградбата на браната Конско се развиваат и селата, планинските села Старо Конско и Ново Конско, а после коронавирусот особено атрактивни и почнаа уште повеќе да се развиваат останатите планински села на планината Кожув, Ума и Серменин. Овој патен правец, овој регионален пат од Гевгелија до Ново Конско е во многу лоша состојба, заради што се отежнува патувањето до овие туристички места и заради тоа ќе настојувам да се залагам да се заврши до крајот на мандатот за да може непречено да ги посетуваат овие туристички места. Другиот регионален пат Пардејци-Смоквица е исто така тесен со отварањето на патарината Смоквица во околината на Смоквица, населението од селата Миравци, Давидово, Милетково, Петрово и Смоквица се принудени да го користат овој регионален пат Пардејци-Смоквица, што е многу тесен, во многу лоша состојба, затоа што секојдневно по него поминуваат не само автомобили, туку и камиони, трактори, пешаци, така што е многу ризичен и од голема желба за негово проширување, особено на овие граѓани од овие населени места кои што ги кажав. Овој регионален пат го користат секако и граѓаните од истокот на нашата држава, заради што ќе настојувам до крајот на мандатот на вистина да се изврши проширување за побезбеден сообраќај на моите граѓани од мојата општина.
Ви благодарам за нашиот разговор. Благодарам и на вас, чест ми беше да присуствувам на Собранискиот канал.